Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски, кој што и ова прилика ќе го имаме преку апликацијата Zoom, затоа што каде и да е мора да ни биде присутен во емисијата. Морам да признавам дека оваа недела ги менуваме темите прилично жестоко. Вчера зборувавме за геополитички теми, за жестокиот судир меѓу Хамас и Израел, завчера зборувавме за анкети, а вечерва ќе се занимаваме малку повеќе со култура. За таа цел, наш гостин е познатиот македонски актер господинот Зоран Љутков. Добра вечер. Добра вечер, фала на поканата и среќен празник. Да, тоа ќе го кажем веднаш по најавата на гостинот. Морам да ја кажам, почитувани гледачи, голем е празникот, се разбира, 11 октомври, денот кога така учевме во училиште, пукнала првата пушка, започнало народното востојание со кое што ние можеме и мораме да се гордееме, особено во еден свет кој што и тоа како можеби да не звучам лошо, меѓутоа се обидува да го ревидира историското минато, па во некои делови дури да го оправда фашизмот. Ние сме настанати како држава, како резултат на борбата против фашизмот и тоа мораме да го зачуваме како наш принцип, ако сакаме, како наша причина за и право за државотворност, иако такви се околностите што човек има впечаток дека се помалку вистински славиме и се помалку вистински се редуваме на придобивките од тоа што е наше. Ние се наоѓаме во една ситуација во која што практично треба да им се извиниме на соседите затоа што сме дигнале востание против нивната окупација. Или ако не се извиниме, тогаш барем да бидеме фини и ако може некако да не ги навредиме. Во таа смисла денеска ме зачуди она што се случи на прослава, официјалната прослава, државната прослава, на она официјално лого воопшто ја немаше Македонија, беше насловено "Не покори слобода", меѓутоа немаше Македонија, го немаше македонскиот народ. Не покори слобода, чиви? На кој? А друга работа што исто така и сакам тука да искоментирам, еве го Горан веќе само да го пријавам, Горан веќе ни е вклучен во студиото. Да, само секунда, ќе ме извините, имаме мали проблеми со лаптопот, меѓутоа ќе ги оправиме во емисија во живо, едноставно така стојат работите. Велам, господине Љутков, вие сте човек од културата и ова, дали го сваќате можеби како еден облик, не во буквална смисла, меѓутоа на некултура. Влада која што го прославува еден од најзначајните празници во државата без никаде да го спомне името на државата во која што владее и на народот, мнозинскиот народ кој што е автохтон овдека. Знаете, ние уште со подпишувањето на тој преспански договор ни требаше да ни стане јасно дека оваа влада се помалку ќе го користи името на Македонија. Така да тоа што некоја соседна земја се труди да ајде да речеме да приграби или да негира дел од нашата култура и традиција, тоа можам и некако да го разберам. Од една страна си нападнат, од друга страна твоја должност е да си ја браниш својата територија, својот јазик, својата националност, идентитетот. Но тоа што шокира е што нашите власти всушност не покажуваат дека ние имаме некаква заштита и одбрана од тие напади. Едноставно во ниедна прослава до сега каде што се слави Македонија, тие не ја спомнуваат Македонија како термин. И тоа е загрижувачки, тоа навистина прави една демотивација кај целото население, а понекогаш може да резултира кај одредени поединци со агресија. Што на времето имаше една позната американска серија Зона на самракот. Понекогаш имав впечаток дека се наоѓаме така во една таква серија. И човек очекува да се разбуди и да рече, аха, ова било само
само филм, само серија не е возможно. Да, но тоа се случува. Да, многу често ова го коментираме со пријатели, со колеги, веќе долги години трае, дека всушност ова што ни се случува сега веројатно е некаков сон од кој што ќе се разбудиме и ќе сватиме, аха, добро. Значи сега сме 2016-17 година и ајде ќе продолжиме. Ќе продолжиме кај што бевме. Да, меѓутоа за жал во меѓувреме останевме помалку. Да. Годините си го прават своево, децата порасна и генерации кои што се родени тогаш, сега веќе се во училиште и ајде уште се мали да се надеваме за нив, меѓутоа тие што тогаш биле прво, второ одделение, сега се 8, не знам 9 или почеток на средно. Изгубивме цели генерации. Ние си изгубивме како генерација. Еве ќе кажам за мене како актер најзрелите години во кои што треба да творам некаде од 40 до 50 години се оние години кои што и во драматургијата машките ликови се најзастапени. Карактерни ликови. Да, носечките, стабилни ликови. Ние како генерација ги изгубивме овие 7 години, кај што сме запоставени не од политички аспект, туку сме запоставени буквално како генерација затоа што изгубивме драгоцено време на политички преписки, менување на министри, директори, менување на програми, исполнување на лични желби. Едноставно останавме во ситуација каде што тоа време не можеме да го вратиме. Не можеме да го вратиме за жал и тоа е погубно за нашата генерација, но се надевам дека работите ќе се променат и за некои генерации кои што следат ќе пробаме да им овозможиме да имаат многу понормална иднина и кариера. Така, ќе позборуваме на овие теми плюс и посебно, но Горан да го вклучиме овдека. Горан, добро вечер уште еднаш, кај те гледаме на екраните. Спомнавме една од денешните инциденти, ако така може да се нареже неспомнувањето на името на државата, меѓутоа имаше уште еден на самата прослава. Ако ми дозволиш, претходно сакам малку да реплицирам на Људков, ако ми дозволите. И тебе би ти реплицирал. Повели? Околу тоа, нели, дали живееме во сон, не живееме во сон. Драган спомена Twilight Zone, нели, серијата. Јас повеќе би ја споредил Македонија од 2017 година до сега со Лет над кукавичето гнездо, со тоа што дефинитивно Ковачевски не е за мене супер лик од Џек Николсон во тој филм. И уште една работа, повторно контра на почетокот на гостинот, морам да му отидам, е дека на македонскиот народ се согласувам дека можеби е разочаран до некаде, но дефинитивно не е паднат во депресија, дефинитивно не е повлечен од битката што се води и допрва ќе се води. И дефинитивно наскоро кога ќе дојде момент да здрави сили кои што се сакаат Македонија да можат да ги организираат и културата и уметноста и организација на национални празници и односи кон соседите и дипломатија, тој македонски народ, граѓаните се разбира сите, кога зборувам јас за македонци, зборувам за сите луѓе во Македонија, тоа што сите се државјани на Македонија, сите се македонци во политичка смисла, ако сакате, ќе ја покажат таа енергија и Македонија ќе се врати тамо каде што била. Се согласувам дека има огромна нервоза, рековте вие на момент и агресија, меѓутоа поважно е што има огромна енергија, луѓето си ја сакаат Македонија и без разлика што голем дел луѓето заминуваат од земјата, сепак тие што се внатре прецени и тие што се надвор си ја сакаат Македонија и таа енергија ќе се види, ми се чини многу скоро. Драган, околу што збореше Македонија не е употребена денеска, повторно имаме една шизофренична ситуација. Пред 10 дена, можеби 15 го видовме министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во еден изблик на некаква среќа употреби само Македонија во 2-3 наврати. Ковачевски го прави тоа, високи представници на СДСМ го прават тоа, само Македонија употребува кога мислат дека ќе добијат некаков поен. Да се потсетиме на Илинден јава на коњи јава, иако СДСМ никогаш не јавале на коњи. Една шизофренична ситуација која што е ненормална, но повторно ќе речам енергијата која што постои наскоро ќе ја смени таа ситуација. Вториот момент што за мене е неверојатен, а го откри нашиот колега Богдан Илиевски, Бетмен велит,
За химната. Е употребата на химната на СДСМ, на партиската песна на СДСМ, на национално прославување на владин настан, на државен настан, се... Тоа е вториот инцидент за кој што сакав да зборуваме, да. Химната на социјалдемократскиот сојуз, што е невозможна работа во ниту една држава, не само во Европа. Никаде не се случило да партиска химна се пушта на владин настан. Тоа е нешто што на вистина ме шокираше на почетокот. Мислев дека колегата Илиевски Бетвин вели дека сгрешил, меѓутоа 10 пати ги слушав двете песни што беа емитувани на настанот на владата и химната на СДСМ, и таа е химната. За жал денеска нема ниту извинување од владата, барем јас не прочитав такво нешто, некаква реакција. Значи веќе во таа шизофренична ситуација веќе нема ни чувство за одговорност за ваков страшен скандал. Замислете вие, партија која што во моментов има 140, 150, 100.000, 200.000 нека има, иако нема толку, 150.000 има максимум СДСМ, си дозволува на државен настан да пушта партиска химна, нешто што е навистина неверојатно, и се надевам дека вице-премиерката за добро владење Славица Грковска ќе собере сила, ќе собере храброст, доблест да собере и да открие кој е тој што дозволил да се партизира државен настан од ваков ранг како денот на востанието. Да, ова беше во мојот вовет, условно кажано на почетокот, освен што е еден облик на непатриотизам, немање само чувство, веројатно, во исто време и облик на некултура. Значи, прво морам да кажам дека СДСМ е партија која што е создадена врз база на плагиаторство во овие неколку години, бидејќи ја знае состојбата каква е, бидејќи се буди македонскиот народ, полека му се јавува, му се враќа повторно патриотското чувство, полека завзема страна на кај националните вредности кои што во последниве години му ги гушеа постојано, и сега гледаат дека таа линија на патриотизам пали кај народот и дека таа е вредна за почит, и полека ја врта страната натаму. Гледате и во однос на кампањата ги минуваат боите на кај црвено, жолто, се појавуваат коњаницата, како што спомна и Горан, јаваат на коњи, па го употребуваат терминот Македонија се почесто и почесто, но целата таа структура која што ја создаваат не личи на таа партија и прави една шизофренија во однос на нивната кампања. Значи, сакаат да се залепат на ткивото и на идеологијата на ВМРО, што е навистина, како да ви кажам... Па во најблага рака кажано неавтентично. Неавтентично Значи, за една... имаме ситуација во која што од доаѓањето на власт, оваа политичка гарнитура инсистираше и директно и индиректно дека љубовта кон татковината, национализмот во оној најубав смисол, а не национализмот како агресија кон другите, непријателство и така натаму, патриотизмот, човек просто мораше да се плаши да го каже тоа, патриот, аха, националист, тој сака да коли нешто ќе става баритка, ќе убива луѓе, го ставија како, речиси како шизма, го представија како нешто недостоинствено, нешто не баре антихристице луѓето што сакаа соцената земја. Собствените вредности, собствената култура, собствената традиција, што и да е. И сега, туку така, како што велите вие, затоа што сметаат дека во овој момент е опортуно да се сврти работата, ајде ќе се качиме на коњите, ќе јаваме коњи, ќе стават баретки кај да е, не знам, ќе стават пушки, берданки, бомби, можеби ќе бакнуваат крст и Библија, било што, и меѓутоа не е автентично, апсолутно не е автентично. Затоа реков прават плагиаторство, но тоа не знаат да го дури не знаат ни да го ископираат како што треба. Така го прават тоа на вулгарен начин и е искривено и не им стои. Така да претпоставувам дека сега тотално ќе им се смени целата слика, но народот го гледа тоа. Значи на сите ни е јасно што се случува и затоа ги има тие. Јас навистина не верувам дека повеќе од 100.000 гласа
овој пат ќе освојат на изборите. Па добро, со тие Горан постојано калкулирам, морам да признам со можните гласови, за мене 100.000 се исто така дури и преголем залак, меѓутоа Тие мислат дека времето како мине, дека ќе пробаат да се вратат назад на патеките каде што биле на почетокот, иако и тие биле многу слаби резултати во 2017, но како и да имаат некаков надеж и мислат дека со одолговлекување на времето дека ќе добијат некаква шанса. Но времето си окажува своето, дека колку подолго време влечат, толку повеќе гласови губат. Ќе почнеме многу брзо со она што ни е примарна задача денеска, да зборуваме за културата, со оглед тоа дека сте вие познат македонски актер, јас го кажам тоа познат, да не речам славен, малку ми е така како збор неприфатливо, меѓутоа морам да му се обратам на лицето Горан Момировски и сега. Вчера зборуваше за некакви теории кои што се вртат во јавноста и не ги нековме теории на заговор од оваа страна. Гора не се согласуваше околу начинот на кој што би можело да се дојде до одложување евентуално на изборите или една лимбо ситуација во која што на власт ќе бидат Талат Џафери и не знам како претседател на државата без избран легален претседател и така натаму, и една влада која што би била практично иако во мирување, всушност пролонгирана затоа што нема да избори. Денеска ноторниот Тричковски буквално го потврди ова што беше зборувано вчера и токму тоа го рече отприлика да ситуацијата во светот прилично се компликува и нормално ќе биде да се прогласи воредна состојба, а во воредна состојба не може да има избори и тогаш работите ќе мора да останат ад акта, односно да владее тој кој што и сега е на власт. Мене ми е жал што Тричковски како еден од главните идејни раководители во СДСМ, дури најмалку 48 часа после мене ги дознал овие работи од неговата партија СДСМ, инаку јас за ово кажам во понеделникот на вечер, значи не вчера. Да, се и многумина и реагира, ме прашува дополнителни информации бара. За жал, тоа се сценаријата кои што сериозно се разгледуваат во СДСМ. Не би сакал сега заради Љутков да ги елаборираме тука, да ги анализираме, меѓутоа постои објективна опасност да во Македонија за 4, 5, 6 месеци исчезне демократијата. Ова е само едно од сценаријата, прогласување на водредна состојба, заради состојбата во регионот, на Блискиот Исток, зависи како ќе да работите, Украина, нели, Косово, Србија и така натаму. Меѓутоа, тука повторно ќе се вратам на она што го зборевме преска енергијата што постои кај граѓаните, не кај членовите симпатизерите на ВМРО да промене. Не на, не знам, левица, на Максим Димитриевски, кај албанската опозиција, кај сите граѓани постои една енергија која што е катастрофална за владата. Вие не може да најдете нормален човек кој што ќе ви рече дека владата прави добри работи. Тоа се гледа и на анкетите. Катастрофални показатели. Две третини од населението смета дека Македонија е во погрешна насока, што е невиден рекорд досега. За 4-5 месеци таа бројка е зголемена за 14%. Чи тоа е нешто што не се случило никогаш претходно. Тоа власта го знае, тоа во СДСМ и во ДУИ го знаат и раскажуваат меѓу своето членство, така јас од членови на СДСМ, па и некои функционери, дека постојат неколку сценарија како СДСМ и ДУИ да останат на власт. Јас веднаш да кажам дека апсолутно не верувам дека некој ќе се осмели да го оспори легитимитетот на победникот на идните избори и дека ќе се обиде со заврзлами, со водредни состојби, со одложување на избори, со недавање на мандат од страна на претседателот на државата, кој што најверојатно ќе биде Талат Џафери во еден извесен период со компликување околу изборниот законник, со компликување на работата на Државната изборна комисија и низа други работи. Да не должам многу сега, во секој случај дека тука не треба да се плашиме и на СДСМ и на ДУИ, на Алијанса на албанците им е јасно дека оваа енергија што постои нема да им дозволи да направат било што. Па и овој план што го спомнаме завчера со ослободување на Никола Груевски од низа случаи кои што не беа ослободени врз основа на амнестијата, на кривичниот законник, и тоа е невозможно да се случи заради тоа што работата е веќе решена,
Сега треба Македонија да ги положи демократските тестови и власта доколку не сака да влезе во уште посериозни проблеми, зборам, внимавајте, во уште посериозни проблеми за себе, ќе мора да го испочитува тоа што го сака македонскиот народ и сите граѓани на Македонија, и затоа мислам дека не би требало повеќе да зборуваме, Так. ние ќе анализираме натаму сите состојби. Се согласувам, Горан, само да им се извинам на гледачите, бидејќи постојано се слуша некакво пуцкање, како да речам овој израз, и повремено се губи линијата со Горан. Не знам што е проблемот, искрено претходно беше добро, меѓутоа како и да е, верувам дека убаво ги разбравте неговите зборови. Лутков, да се вратиме на она што е нашата примарна цел денеска, да разговараме за културата и незината борбата за незин опстанок во Македонија. Може ли така? Кога зборувавме за автентичноста на почетокот, реков дека таа не проаѓа кај оваа власт, а пред да почнеме со емисијава разговаравме за трибините кои што ги прави актуелната министерка за култура, најмногу позната на јавноста по она незино представување своевремено како пратеник во скафандер кога дојде да гласа во собранието, на трибини на кои што се зборува за култура, а на кои што нема представници од културата. Во смисол, го кажувам ова токму заради неавтентичноста со која што почнавме практично емисијата. И во контекст на ова што го спомнуваш сега ти, во контекст на она што го спомна и Горан за расположението кај народот, ова е период сега, крај на септември, октомври и тука до средината на ноември, каде што се случуваат најмногу културни настани во текот на годината. Значи, еден е таму пролетниот период заедно со дел од летото и есен, буквално овој период, каде што се поклопуваат многу настани, многу театарски фестивали. Јас за прв пат оваа година имав можност да посетам повеќе театарски фестивали, повеќе културни настани, каде што организаторите на тие настани се жалат за ниските средства кои што ги имаат добиено и дека едва успеваат да ги организираат. И малиот број на публика кој што доаѓа, неинформираноста, не се запознаени културните работници со тоа што се случува, но она што за мене е прво од друга страна вака ми доаѓа фино кога ќе го слушам од нив, а од друга страна е загрижувачки што уметниците во овој период многу зборуваат за политика. За жал. За жал и луѓето кои што ги познавам, дали биле навивале за СДС, за ВМРО, било како, значи сите го делат истиот став дека овие не ги бива. Значи дека со овие нема веќе излез, нема веќе разбирачка и дека редно време е да се промени ситуацијата. Дури и оние кои што беа гласноговорници на СДСМ во периодот од 2013 некаде членови на Шарената револуција кои што бараат да се тргнат рацете од културата, агитира, правеа перформанси. Да, правеа се, дури тие викаат дека не очекувале дека може да дојдеме во една ваква ситуација каде што културата буквално е на дното и преживува. Да не биде ова само како флоскула. Може да навлеземе конкретно во работите. Ќе кажеме дека културата навистина е дојдено на ниски гранки. Еве ќе кажеме со бројки и со факти. Сакам да кажам, имаме, и тоа морам да го спомнам, јас како еден актер аматер своевремено, многу ја сакам конкретно драмската игра и филмовите и воопшто, сметам, сигурен сум ќе се согласат сите дека имаме феноменални актери. Имаме феноменални музичари. Имаме уметници од врвен калибар во сите области на културата. Имаме првокласни сликари, имаме, не знам, не ми паднува на памет сега, меѓутоа нема што немаме. Значи, го исполнуваме оној првиот услов. Уметници има. Ние сме расадник за квалитетни уметници. Тоа ми е збор. И сега, во такви околности, кога Господ дал, нели, или еве природата за тие што можеби не веруваат, дала толку многу талент, природно е да се рече, па добро, во Бразил сите играат фудбал, мора да бидат светски праваци еднаш. Како е возможно кај нас сами да направиме културата да не биде не тето степена, него 10 степена и да не може да излезе, што се вели, ништо вредно од државата, од културата во последниве години? Пред некое време гледав една емисија кај што двајца
новинари провладино ориентирани си признаа дека секогаш кога е СДСМ на власт, културата го доживува фијаско и дека никогаш не се обрнува внимание, а дека ВМРО ДПМН културата ја користи и како предизборна кампања, дека ќе вложува најмногу, а и кога ќе ја добие власта, премногу внимание обрнува во културата, и тоа се факти од, еве да речеме, јас од кога памтам, кога сум се запишал на академија, од 97-98, кога прв пат дошло ВМРО, до денеска се смениле по 2 пати, и тоа се факти кои што не можат да се не може никој да манипулира со нив. Но ако зборуваме со бројки, и оние трибини кои што ги спомнати, на кои што немаше скоро и воопшто уметници, таму беше директорката на УЈП зборуваше, кој што не знам што е многу вистински човек на вистинско место, да. Министерката кој што доаѓа од образование и беше заменик министерот, тој од култура, заменик министерот за култура кој што беше во владата со Заев, кој што го сменија. Каде што зборува како да се еден месец на власт. Значи како културата, да. Значи тие 7 години буквално немаат реализирано ниту еден значаен проект во културата. Единственото нешто што го имаат направено е кратење на сите програмски средства за 70%. Значи, со кој објаснување? Значи, ова не е нешто што јас сега го измислувам или сакам да го напомпам. Тоа е факт дека 70% се скратени програмските средства. Тоа се 2/3. Да, 2/3. Па тоа е унаказување на секој обид, веројатно, за културно действување. Точно. Затоа што мора да се покачат платите за да обезбедат социјален мир. И тука е завршена приказната. И вие што можете да очекувате? Нема ниту капитални инвестиции. Она што го користиме постојано, шајка не е закована, буквално не е закована. Еден рефлектор не е купен во ниедна институција. Кога ни доаѓаат странците на фестивали овдека во Македонија, си носат од својата земја тони светло. Веројатно веќе се информирани кај доаѓаат. Во Драмски театар пред неколку дена. Не е за смење, еве се извинувам. Не е за смење, беше словенска од Словенија представа која што си донесува собствени тони светло затоа што ние немаме таква техника да ги обслужиме, а тоа не е некоја кој знае каква техника. Па сигурно не е холивудски, не знам, мега спектакл со 300 милиони евра кој што мора да се покрие околу Драмски театар. Не знам колку испрavo да зборам, меѓутоа неодамна на Алфа имаше неколку прилози околу Драмски театар, колку што успеав да гледам. Јас го сакам Драмски, тамо пред 20 на години дури ми сум играл во 2 представи, како некоја споредно да сосема неважно. И приказната што одеше на Алфа беше дека во Драмски не работи ни она прочуено бифе што сите го сакаат, дека прокапуваат, не знам, дзидовите, дека условите се за никаде. И она што успев да го добијам како информација од колегата кој беше тамо на лице место, беше информацијата дека од тамо бил примен со лутење затоа што Алфа наводно тенденциозно известувала за целата приказна, ја пумпала и така натаму. Еве не знам, освен што сум бил пред месец-два таму да видам дека навистина е затворено бифето и Драмски дури не личи веќе на Драмски театар, току личи на една запуштена зграда. Но еве да речеме дека грешам јас, вие секако подобро знаете. Таа институција малку ми е непријатно да зборувам против Драмски театар затоа што е моја матична куќа. Јас сум работен таму од 2006, но работам од 98 година во Драмски театар. Состојбата е катастрофална. Па 25 години се сосема доволно. Да, состојбата е катастрофална, ништо не е променето, има некои мали поместувања, но тоа биле во минатото пред 2017 година. Но таа слика, грда слика на Драмски театар ги опфаќа сите национални институции. Речи си е символ, така? Да. Драмски театар е, ајде да речеме дека е символ на сите други институции. Вие да го погледнете каков е Прилепски театар, да го погледнете каков е во Струмица центарот за култура, Кумановскиот театар.
И некој се работи за куќи каде што излегувале тоа како добри актери, како добри биле представи, сериозни институции кои што се надпреварувале на меѓународни фестивали кои што денес никаде ги нема затоа што тие немаат услови никакви за работа. Владата на ВМРО ДПМН во тие 11 години тргна во една инвазија на инфраструктурна на градење објекти, се направи МНТ, се направи филхармонија, се почна Тетовскиот театар, Турскиот театар, се направи Велешкиот театар. Значи тргна, но овие 7 години се е стагнирано. Кубановски театар тргна кон некое реновирање кратко и застана и тоа тука. Што значи дека тотална девастација во однос на националните институции и буџетски и инфраструктурно. Дали еве да речеме дека сме лаици, не сме баш, ама ајде да се направиме дека сме лаици, тие инфраструктурни реакции што би требало да се направат, тие буџетски дополни што треба да се дадат, не се толку драстични, толку големи, што ќе го осакатат буџетот на Македонија, што ќе направат, не знам, не баре Бехтелиенка ситуација, па да не знаеме од кај ќе најдеме милиарда евра. Овде се работи сепак за средства кои што објективно една држава може да ги обезбеди. Доколку сака има визија. Не може, мора да ги обезбеди. И мора. Затоа што тие средства на почетокот на годината, при крајот на претходната, кога се креира буџетот, вие мора да ги испланирате во текот на следната година. Вие мора да направите детална анализа каде е ситуацијата каде што ви гори, каде е ситуацијата каде што треба да се санира, каде е ситуацијата каде што мора да се гради одново. Значи, се направи ако ви гори на 10 или на 20 места, вие сте у проблем? Па добро, тогаш правите некаква визија за наредните 10 години и давате надеж дека нештата може да се направат. Но има впечаток дека министрите во културата се менуваат прилично често, па можеби тоа им е објаснувањето, не се сеќаваат претходникот што направил, дали направил, до каде стигнал. Вие ќе видите од Заев кога тргна ситуацијата, дека тие влегоа апсолутно неспремни. Ќе зборувам само за културата, тотално неспремни и од страна од министерот и потоа и во националните институции на директорските позиции. Во 90% од институциите беа анонимуси, луѓе кои што не ги познаваме и не знаеме што се по професија и каков бекграунд имаат позади себе. И сега вие кога имате слаб министер, и го менувате со послаб и стигнувате сега до овој последниот, тие министри, министерка, тие назначуваат директори кои што секогаш се послаби од нив, со помал капацитет. Тоа е принцип да се заштитиш себе си, стави го послабиот под тебе за да можеш да го контролираш и тоа се пресликува, затоа спомнав за таа апатија, дека тоа понатаму се пресликува кај вработените со тотална апатија. И тие немаат мотивација веќе да работат кога знаат дека менаџерскиот тим им е без капацитет. Да. Горан, да те вклучиме овдека, имаш повторно уште неколку минути за вклучување, потоа повторно ќе те вклучиме по рекламите, веројатно, рекламите, вестите се извинувам, но ајде, ти си човек кој што ја сага културата, ова не го кажам само така на памет, и често пати и приватно критикуваш за многу околности во културата. Па добро, критикуваш политики или недостаток на политики, не културата како таква се разбира. Не. Да. Го слушам Љутков и некако се обидам да споредам со тоа што го збореше министерката Бисера Костадиновска Стојчевска на еден настан партиски пред неколку дена во Гостивар, го спомна и Љутков. Да. Таму таа зборуваше за успех. Неколку соопштенија имаше после тоа од Социјалдемократскиот сојуз, каде што тие тврдат дека во нивно време Македонија доживува огромен успех во културата. Процут. Да, процут на културата на текија поле. Јас се тука, ајде нема да зборуваме за Драмскиот театар, требаше да се реновира матична куќа на Љутков, ама еве универзалната сала, 6, 7, 8, не знам колку години веќе, де ја земаше владата, де ја враќаше. Ајде и за тоа да не зборуваме. Уште интересен детал, го спомнавте, Лазовски се викаше поранешниот заменик министер. Да. Тој човек кој што има елементарен проблем со културата, барем со браќајната култура. Да не речам со кривичниот
закон има проблем. Култура на две полни. Видовме сите слики дека има сообраќајка во центарот на Скопје, имаше таму некои моавети за полна линија и така натаму. Не видовме досега дека е процесиран, дека е осуден, дека се води против него истрага, дека е суден. И јас навистина, можеби човекот е невин, меѓутоа мислам дека имаше судир со мотор тогаш. Никој не излезе да каже зошто тој човек не се соочил со законот. А проверував, се обидував да видам. И сега одеднаш излегува, тој ни продава успеси за културата во времето на СДСМ. Сакам да го прашам тука Љутков. Кое е тоа, ајде, не мора да биде монументално дело, било какво дело во културата, кое што и дава за право на министерката Костадиновска Стојчевска да тврди дека времето на СДСМ има некакви успеси. Било какви успеси, навистина ме интересира. Јас се сеќавам порано 30 години го работам, без разлика во која влада, и ВМРО и СДСМ, секогаш имаше некакви успеси македонски, макар на фестивали во Загреб, во Љубљана, годишни награди добива во Словенија наши режисери, во Србија да не зборам, во Бугарија, во Турција и така натаму. Сега не сум слушнал, ниту пак сум слушнал за некоја хит представа која што во ова време сега е продуцирана. За филмската уметност не сакам да зборувам, тука е невидена катастрофа, а мајде да тргнеме вака со една општа анализа. Врз основа на што министерката Бисера Костадиновска Стојчевска тврди дека има успех во културата. Навистина би сакал да ми кажете барем 3 работи ако успее. Не, јас ќе кажам една, навистина е голем успех, а тоа е во Кочани, во Центарот за култура, сменети се седиштата. За 7 години. Јас сакам да му дадеме време на господинот Титков 2-3 минути да мисли, меѓутоа ете знае, сепак знае. Па не, добро. Тоа е нешто кое што ќе се памети како голем успех на СДСМ. Извинувам на гледачите. Мислам дека се околу 200 седишта, 220, не сум сигурен. Убав успех. Да, но тоа ќе биде единственото нешто со кое што ќе бидат запаметени СДСМ како успех во културата. Во сите овие години. Во сите овие години. За сите овие години. Значи ова е да искористам уште 2-3 минути. Веднаш по таа фалба за невидениот успех на СДСМ во културата, еве да си земеме, ние можеби сме субјективни, еве и да признам дека можеби сме субјективни, не ја знаеме добро културата. Меѓутоа, излегува веднаш по таа најава за успех на министерката Костадиновска Стојчевска, една реномирана македонска режисерка Зоја Бузалковска, која што 20 на 30 години работи, нели, ветерно со драмскиот театар, која што постојано имала успеси и пишува отворено писмо до министерката и таму вели дека, да не цитирам сега детали, сменета директорката на драмскиот театар Маја Велковиќ Пановска, мислам дека се вика, без никаква најава, без никаква причина, ставена нова министерка, поништени предметите, односно, нели, проектите од Националната годишна програма за култура. Значи, внимавајте, тоа се прави на сериозни уметници како режисерката Зоја Бузалковска. Значи, не се прави на некој почетник, не знам, во Кочани, се работи, му се поништува целиот труд, планирање, проектирање на еден проект на човек кој што стварно дал многу за македонската култура. Како го објаснувате ова, Љутков, ако може коментар? Гора, јас не би одел до таму сега да пошто ајде да речеме дека тоа можеби некоја лична пресметка или како да кажам, лично чувство некој дека некој е незадоволен од нечија постапка, но можем да го пресликам на друг начин. Во овој период од 15 до 20 дена не само режисерката Зоја Бузалковска, туку сите филмски уметници, режисери и продуценти напишаа отворено писмо исто овакво против Министерката за култура. Во овој период целиот синдикат за СКРМ и СОНГ пишуваат отворени писма против Министерката за култура. Смената и директорката на филхармонија од нејасни причини. Да, госпожата Иванова, ако не се лажи. Се јасни тука, мислам дека значи ова не е инцидент. Нема дилема зошто е сменета таму. Јасни се причините, ако ми дозволите. За страна на екипата на вработените во
филхармонијата, заради тоа што нели требаше насила да се протне тамо джез оркестарот, и откако таа застана за своите соработници, своите вработени, беше експресно сменета. Тука не е тоа политика. Го плати со позиција, добро. Политика. Не, така, но таа не успеа да најде заеднички начин и со джез оркестарот и со управата на филхармонија. Да најдат соодветно решение што ќе се прави со таа институција. Значи, според мене тоа е добар потек джез оркестарот да се формира во национална институција. Но вие не можете без да ја известите директорката, туку така да го тутнете проектот апан се проектот, да. Ние од денеска ќе формираме. И другата работа гора, што во овој момент кога ние немаме средства да си ги исполниме и основните услови во сопствените институции, програмски, материјални, освен платите. И нешто што е тенденција, ако сакаме нели се бориме да влеземе во Европска унија, таа ни налага дека ние ќе мораме да намалуваме со институциите, дека ќе мора да го завршиме процесот на децентрализација и голем дел од проектите да ги префрлиме на локално ниво, што значи да ги намалуваме националните институции. Ние во овој момент без консултација со културните работници, со јавноста, формираме 7 нови национални институции во моментот кога немаме пари ни за плати, ни за програмски активности. И затоа не ме чуди таа кавга помеѓу министерката и помеѓу директорката на филхармонија, затоа што тие формираат институции без никаква подготовка. Ајде да речеме за джез оркестарот дека е нужно да се направи и да му се даде можност да се формира. Добро, иако филхармонијата беа многу незадоволни, тамо се бунеа сите, штрикуваа. Апсолутно, ти во секоја институција кога без најава ќе ти речат од денес ти добиваш управа и 50 луѓе джез оркестар ќе го ставиме на твој грб, нормално е да изреагираш. Да, имаш тамо информации дека влегуваат со целата своја структура и дека одеднашка треба. Но добро, тоа е друга тема, еве само да кажам, еден наш верен гледач ни пишува дека колку господјата Зоја Бозалковска, една од причините зошто е променета е можеби поради незините роднински врски со една позната господја која што порано беше голем поддржувач на власта, а сега е голем критичар, меѓутоа да, тоа да го држиме, нека остане така во домот на шпекулација. Како и да е, невкусно е, значи не зафаќам ничија страна, секогаш ќе бидам на страната на уметникот, но неблагодарно е да ти се подготвуваш цела една година за да го подготвиш проектот. Што е ужасно мако трдна работа. Кој бил во тоа, знае што значи тоа. Затоа мислам дека овој систем оваков на конкурирање на проекти е тотално погрешен, но затоа можеме да зборуваме малце подоцна. Да, Горан за момент го изгубивме, но ќе се вклучи повторно. Ја спомна универзална сала. За нас во Скопје таа е амблематски еден простор, исто како и МКЦ. Јас сум пораснал во МКЦ, луѓето во МКЦ се мои добри пријатели, меѓутоа нема човек, па и во Македонија, не само во Скопје, кој што немал допир со МКЦ. На ваков или на онаков, значи дали бил на концерт тамо бил, дали бил на представа, дали учествувал во некоја од сите тие случувања тамо, и во МКЦ ситуацијата е прилично загрижувачка. МКЦ е јадрото на алтернативната култура, прогресивната. МКЦ е јадрото на иновативните проекти. Значи МКЦ е како да кажам, во еден момент и создавач и негувач на културните вредности, една институција во која што нема кој не пораснал. Токму така. И сега се доведовме во ситуација да има 90% помалку буџет од колку што заслужува. Од колку што нормално треба да има. Од колку што нормално треба да има. Тамо не мислам дека нема ни директор сега тамо. Беше господинот Руси Арсов долго време, па потоа нешто го тргна. После го тргна, имаше техничкиот директор, беше ВД директор еден период, па и тој се побуни нешто на постапките на градоначалничката, па ставија некој детектив, кој што мислам дека уште е детективот, па сега има
моментално тече веројатно конкурсот за избор на директор на. Така. Меѓутоа велите 90% Да. од буџетот, па тоа е претходно зборевме 70 дека е во генерално што е катастрофа, 90 е повеќе од катастрофа. Тоа е буквално на МКС да му ставите клуч на врата и да речете тоа е тоа. Ама тие не се предаваат. Тоа мене Да, ме охрабрува таму се што специфични таму има, луѓе, да, таму има едно такво јадро на луѓе во МКЦ кои што никогаш не се предаваат и тоа е навистина за почит. Баш пред неколку дена на премиера во Драмски се видов со неколку од нив и од претходното раководство и луѓе кои што работат во МКЦ и викаат, значи има таква една позитивна енергија, значи можете да наставите на нула, ма МКЦ има да го извозиме до крај. Тоа се луѓе што ако треба ќе ги држат даските на раце и нема да јадат, но ова буквално го зборувам затоа што знам, сум бил многу пати таму и навистина поддршка за сите во МКЦ, добри пријатели, но ова се, иако за специфично болни примери, барем за мене, овие примери не се преседан, току ги имаме насекаде. Вие рековте, нема една културна установа која што не е загрозена во овој период. Макар на, не знам, на локал патриотско ниво да се потрудиле. Не знам, министерката од Битола, барем во Битола еве нешто да направила. Иако тоа е глупаво според мене, но барем прави во Битола, добро. Да, прави во Битола. Мислам дека најголемиот дел од енергијата што ја троши во Битола, што е исто така непријатно. Без навреда за никој во Битола, Битола е прекрасна. Тама работа, ако е министерот од Битола и сите средства сега ќе ги трошиме во Битола, ако тоа е министерот од Гостивар ќе ги трошиме сите средства во Гостивар и тоа е навистина непријатно. Вие сте министер за цела држава, за цела Македонија. Но морам да кажам дека во овој момент локалните институции се многу посилни од националните. Во кој смисол? Во смисол. Еве, тоа го пишав и пред неколку дена на еден Facebook статус, каде што градоначалниците на ВМРО ДПМН во овој период вложуваат многу во културата. Значи, колку повеќе им крати Министерството за култура во оние дотации што ги имаат или поддршка на проекти, што се од локалната власт ги надополнува. Локалната власт ги надополнува. Дури почнаа и да ги враќаат средствата, затоа што тие стана, како да ви кажам, минимални. Значи, не ти се исплати веќе да го ставиш логото на Министерството за култура затоа што е дало 50-60 илјади денари поддршка на проект, а вие имате проект кој што чини 700-800 илјади денари. Така, за 50 илјади денари веќе не доаѓа во предвид да имате веќе соработка со централната власт. Подценување, апсолутно. Апсолутно подценување. Се случува на манифестации кои што слават юбилеи по 60-70 години, кои што имаат тројни юбилеи оваа година, да им ги намалат средствата. Значи, таму не постојат во тоа министерство никакви критериуми веќе како се делат средствата. Па имаше овие години критериуми, меѓутоа чудни во најмала рака. Се делеа пари, не знам, на некои чудни фестивалчиња локални. Вака ќе кажам во однос на тие фестивалчиња. Значи, министерката на трибината во Гостивар се пофали дека доаѓаат со новитет, а тоа е отварање на конкурси за поддршка на креативните и културни индустрии. Добро. Новитет. Сега видите да кажете дека тоа е новитет, а е нешто што потекнува од 2009, кога ВМРО ДПМН прв пат тргнува со конкурси за креативни и културни индустрии и направило 6 конкурси и одобрило 4.750.000 евра. И министерка тоа го прикаже како новитет. Го прикаже како новитет. И каде што 300 млади уметници конкурирале за тие креативни индустрии и своите дела ги изложиле на своји настани, на изложби и така натаму, да го презентираш како новитет, значи е тотална глупост. или обид да се оди на варијанта дека народот не се сеќава, па ако пројде. Сме го видели тоа и во други области од нашето живење. Ама тоа е секаде. Но, од друга страна пак, еве лично јас зборувам за креативните и културни индустрии веќе 6 години. Дека
креативните културни индустрии треба да бидат најважната алка во културата. Дека креативните културни индустрии треба да станат стопанска гранка во нашето општество. Дека има голем економски бенефит од тие креативни културни индустрии. Но ние и као Комисија за култура и јас лично сме направиле стратегија како тоа би изгледало. И тие денеска ќе го бапнат овака и не знаат понатаму да го Сакав да кажам, ако вие вака предлагате со години, потоа министерството излегува со представа пред јавноста дека тоа е нивно, тоа е од една страна плагијат. Па зошто на почеток го спомнавме за плагиаторството? Така, но од друга страна ве става во позиција, ама не предлагајте да не ви ги украдат сите идеи. Меѓутоа, повторно, сега доаѓаме до третиот момент. Не е доволно вие само туѓа идеја да ја представите и да речете еве и ова може. Кај е методологијата, кај се средствата, кај е начинот, кај е конструктот. Ние имаме направено комплетна, детална методологија како тоа би се проектирало и анализа, колку временски интервал. Затоа што очекуваме дека кога ќе дојдеме на позиција, дека ќе мора веднаш да се тргне во офанзива и ќе мора веднаш да се тргне со реализација на проектите подготвени. Тоа е принцип. Но ако некој го излезе и си го изрекламира како свое, а од друга страна нема да може да го оствари затоа што нема. Ама Драган, знаеш што е проблемот? Што тие го промовираат како мерка, а не обезбедуваат средства во наредната година за таа мерка. Па за кога? Тие велат ние следната година ќе ја направиме универзална сала, 6 години ќе го изградиме турскиот театар, ќе го направиме, значи кажуваат со рокови, а во програмата не обезбедуваат средства за капитални инвестиции. Или ќе обезбедат нешто ситно, па после со ребалансот ќе им ги скратат. Или пак ќе ги покачат платите и нема од каде да ги обезбедат средствата и ќе ги скратат или од капитални или од програмски активности. Јас не знам во детали ова, меѓутоа вака како што го зборувате, ова е. Ама ова е вистина. Ова е вистина. Вистина, меѓутоа вистина не личи на ништо. Па не личи на ништо. И мене ми е многу непријатно кога зборувам за културата, кога стварно ќе кажеме дека 250 седишта во Домот за култура се сменети нови, дека е единствениот проект со кој што може да се пофали. И потоа ова што го спомнува Горан, министерката вели дека во наше време процете културата во Македонија. Нема што да вратиш. Нема што да вратиш. Ти излегуваат на трибини и во некоја интелектуална смисла се чувствувате, како да го наречам тоа, декадентно се чувствувате во онаа состојба да гледате само и да велите аха, добро. Да, ама ние тоа го гледаме, ние тоа го разговараме. Ти велам, во овој период многу се случуваат многу фестивалчиња, помали, поголеми, значи сите гледаат сега да ги искористат средствата во овој период затоа што стравуваат дека во ноември месец ќе им ги скратат. Дека нема да ми дадат последната. Со ребалансите тоа се случува изгледа редовно. Да, често се случува. Затоа што во суштина нема пари во државата, туку парите се наменуваат тама каде што тие предвидуваат фиктивно средства колку ќе инвестираат во културата за оваа година. И потоа тоа се крати со намера од старт дека нема да исполнат толку и знаат. Ама како вака сега? Јас извинувам вака, можеби звучува непрофесионално, ама како вака? Па така е. Па вие тоа кога седите пред маска продавница со пиво и со паризерот на Александар Вучич, па не можете до таа мера да. Еве ќе ти кажам еден пример со примерот со платите. Со колективниот договор. Добро. Значи, излегува Ковачевски и вика вака. Ја качувам минималната плата за 3000 денари. Без да направи анализа дека всушност кога ќе ја качиш ти минималната плата, треба да ти е јасно дека некои министерства и некои гранки се врзани за минималната плата со својот колективен договор. Да. И тој во неговата пресметка ги нема уметниците дека се врзани за колективен договор и дека тие ќе скокнат скалесто, тие ќе скокнат процентуално уште по 12, 15, 17% и дека тој ќе треба да обезбеди уште толку и толку средства, 1,5 милиони, 2 милиони евра во текот на годината. А воопшто не се предвидени во буџетот. Воопшто не се предвидени во буџетот. Тој паушално само кажува ја качувам минималната плата. Затоа што добро звучи, пиарот мисла дека супер звучи. Да.
И доаѓа министерката за култура и му вика вака. Сега, ова сигурно претпоставувам Добро, дека вака се случило. Премиере, уметниците се врзани со колективниот договор, толку и толку ќе треба да обезбедиме средства. Нема. И што правиме? Крати од програмските средства. Многу едноставно решение. Многу едноставно. Нема потреба од представи, нема потреба од концерти, нема потреба од фестивали, нема потреба. Плати тај дека ви ги Крати обезбедиме. на сите по 20% со ребалансот. Крати по 20%, крати ги капиталните инвестиции, потполни во плати. И сега, не ги предвидуваат за следната година, туку си останува овој скратениот буџет и ние си тераме така и за наредната година, пак не кратат уште Повторно истото. 20%. Да. И затоа сме дојдени на 70% помалку средства во време кога материјалите скокнале за плюс 40, 50, 60%. Заради поскапувањето на цените генерално. Во театрите, например, главните средства се трошат, ајде да речеме, авторските хонорари се тука некаде помалку повеќе, но материјалите кои што ги купувате, железото, дрвото, стаклото, плексиглас, се што ви е потребно за изработка на сценографија, материјалите за изработка на костими се качени за 60%, а вие го намалувате буџетот за 70%. Каде е математиката? А тоа се материјали кои што се трошливи, кои што мора да се обновуваат постојано, Мора се да се разбира. направи. Не е еднаш за секогаш купено, па Така е, ако сакате вие да имате квалитетен производ, вие мора да изгледате репрезентативно. Ако сакате да имате културна дипломатија, да се представувате во странство, вие мора да изгледате во рамките, еве, минимум во балкански рамки да бидете. Сум го заборавил пристојни. терминот Горан, еве само за кратко пред вестите културна дипломатија, јас буквално го заборавив тој термин дека постои. Просто ми се чини дека никогаш не ни било. Па да не заборавиме дека владата отвори еден најмалку еден културен центар во Тирана, таму отиде музичарот Златко Ригјански. Да, во Анастасија, да, добро. Да, човек кој што свиреше на предизборни митинзи на Социјалдемократскиот сојуз, не сме слушнали од таму некаков проект некако да се направи. Гледам дека понекогаш објавува некакви работи, меѓутоа ништо посебно. Културна дипломатија нема дефинитивно. Уште два отворени, Предлагаме да на го вестите. прекинам. Да, Лютко вели дека има уште два отворени. Сакам да Кој ли? прашам, не знаев точно. Сега да прашам пред да на вестите, краток одговор може. Има ли Македонија културна политика, културна дипломатија нема, но има ли културна политика, некакви столбови на некаков план, стратегија, национална програма, која што без разлика кој ќе дојде на власт, без разлика кој министер, министерка ќе се спроведува или се е тоа лево-десно, купи ден продај? Националната стратегија за развој на културата која што направија за 18-22, то ова сум го кажал неколку пати, 50% од националната стратегија беше критика кон владењето на ВМРО ДПМН во претходните 11 години, а другите 50% од националната стратегија беа некакви празни флоскули кои што беа без обезбедени средства, буџети и начин како ќе се спроведува таа. Во 2022 им истече таа национална стратегија за развој на културата, нова нема. Ова е прв пат во историјата на независна Македонија се случи едно Министерство за култура или Министерство за култура да нема почнато национална стратегија 22-26 година. Воопшто нема. Воопшто нема. Не е донесен нов закон за култура. Не е изгласан законот за македонски јазик. Не е донесен законот за ние планиравме дека треба да се појави нов закон за театар. Значи тоа воопшто не ни станало. Многу е далеко тоа. Тоа е многу далеко. Значи, ништо од тоа не е завршено. Но ти да немаш план како ќе се движиш во наредните 4 години, да немаш изработено национална стратегија, тоа е навистина голем срам. Еве да му одговорам на Горан да знае точно. Тоа кажува на можноста дека можеби некој тамо размислува дека воопшто нема потреба од национална македонска
стратегија за култура заради тоа што ќе ја нема Македонија. Малку се шегувам сега, меѓутоа во оваа шега може да има и многу вистина. Да. Добро, да одиме предпоставам. Не ми се допаѓа шегата на Горан, еве ќе кажам. Време е за кратките вести, а потоа се враќаме на овој наистина интересен разговор со актерот Зоран Љутков. Да, ги погледнавте кратките вести на Алфа, ние продолжуваме со вториот дел Заспи ако можеш, вечерва со еден од најпознатите македонски актери, господинот Зоран Љутков. За жал, Љутков не разговараме за вашите театарски, филмски перформанси, за вие сте еден од најнаградуваните актери во Македонија, наместо разговараме, што е било нормално и природно, за успес и за она што и вие и институциите воопшто ги постигнуваат. Рековме и претходно, имаме феноменални луѓе во културата во сите области. Ние разговараме дека нема пари за ништо, дека културните институции пропаѓаат, дека системот се влече по земја и дека стратегија нема никаква. Во тој смисол, морам да прашам, вие сте сега во средни години, ако е тоа правилен израз, јас сум во средни години, Горан тука ќе речам дека е во малку над средни години, нема да ви завери, се Горан постојано се смееме на таа тема. Меѓутоа, што е со младите? Еве, јас морам да признам, не сум чул нешто посебно сега да излегуваат нови имиња, некој. Едно време знаевме, на секои 2-3 години излегува некој Дејан Лилич, некој Зоран Љутков, некој Зафирчев, некој кој што се излегува на површина. Сега ги нема некако. Како што спомна, ние сме една генерација која што изгуби многу во овој 7-годишен период, но можеби ќе бидеме генерација која што ќе може да им помогне на помладите генерации да си го остварат својот сон. Се надевам дека за многу брзо време ќе имаме таа можност. Од причина што пред околу 2 години се појави една иницијатива која што се вика Аудиција сега, во која што се потпишаа некаде над 150 млади уметници. Тоа се актери, режисери, продуценти кои што се останати без работа во овој период. Тоа се луѓе што завршиле академија, Тоа се луѓе кои што завршиле академија и завршиле пред 4, 5, 6, 7 години, а се уште чекаат пред вратите на театрите да добијат некаква шанса. Не само што не се вработени, туку ја немаат шансата ни да се појават на сцена. Тие пред 2 години беа на разговор кај министерката, кога таа ја превзема функцијата пред година и пол, 2, колку беше. Беа на разговор и излегува со едно соопштение дека министерката им ветила дека во наредниот период, тоест во оваа година 23-та, дека повеќето од нив ќе ги вработи, ќе отвори работни места, а на директорите на театрите им дава задача во секој проект да вклучи по 2 до 3 млади актери за да можат да добијат шанса да се докажат. Добро, фино ветување, но ни едното, ни другото. Има уште 2 месеци и колку и 20 на дена тоа да се случи. Она што го спомнав за буџетите дека се толку мали. Театрите не се во можност со овакви буџети да им овозможат услови на младите уметници да влезат во проектите. Има ли поголема трагедија од тоа? Ние сме приморани како продукции да се собираме во подели по 2, 3, 4, за да не правиме големи трошоци на продукцијата. Затоа имаме малечки продукции, скромни. Затоа што може едноставно. Толку може едноставно. Добро, но има ли поголема трагедија од еден човек кој што е во напонот на силата во свој 20 години, се докажал на академија дека постои талент, затоа што нели самото влегување на академија е еден опасен терор, да докажете дека Господ ви дал талент, сте го одработиле тоа и потоа кога сте така треба да покажете што се знаете вие на штиците што живот значат или на датските што живот значат, ви велат да, меѓутоа вие немаме услови вас да ве вработиме, игрете си пред зграда или не знам пред вашиот дом. Нема, тоа е демотивирачки и веројатно дојде времето кога гледам младите колеги се почесто си го бараат местото надвор од Македонија, бегаат едноставно
не може да работи некоја друга професија, затоа што нашата е специфична. Значи, не си ти инженер или не си ти, јазикот е многу голема пречка, ти не можеш како актер да излезеш во некоја друга земја. Во Шведска, туку така, или во Германија, апсолутно, да си го бараш чарето, мораш да одиш да работиш некоја друга работа. Но, за сметка на тоа, пак, претходно заборавив да кажам, за сметка на тоа, што нема средства за овие млади уметници во Министерство за култура, кога во 2017 го укина новитетот креативни и културни индустрии, кој што постоеше од 2009 до 2017, во 2017 го укина и отворија сектор за интердисциплинарни проекти. Добро. Таму се потрошени до сега 5 милиони евра. Можете да замислите какви се тие интердисциплинарни проекти кои што траат еден ден, два, кои што никој не разбира што значат, како значат. Барем до сега немаме видено од тие проекти нешто да излезе на видео. Тоа се оние неразбраните, да. Интердисциплинарни кои што всушност вклучуваат повеќе гранки од културата внатре. Убаво звучи, но не значи ништо. И да, тоа би можело да биде добро кога ние би стоеле цврсто на нозе како стабилна Министерство за култура како стабилно министерство кое што ги има расширено гранките на секаде, ја поддржува и локалната и централната и националната култура, па може да се занимава исто такви дополнителни, да. Но ова се вика баш така, додека вас куќата ви гори, вие се занимавате со не знам, со дрвото на 500 метри од неа. Точно. Министерство за култура се билда со вработување, а за сметка на тоа националните институции горат за нови работни места. Ние немаме тонци, немаме спициенти, немаме суфлери, немаме сценски работници. Сценските работници ни се веќе стари, по 55-60 години пред пензија, веќе го немаат тој капацитет кој што сето тоа се работни места кои што се неопходни. Човек не ги гледа, тој што оди на представа, меѓутоа без нив. Во една институција примарната дејност како театар се актерите и помошно-уметничкиот персонал и сценската техника. Значи тоа е моторот кој што создава производ и кој што си го наплаќа тој производ и институцијата живеа тоа. За сметка на тоа, ние имаме многу повеќе административни работници отколку носители на дејност. Ке сватиме уште малку на сериозниот разговор, само сакам Горан да го прашам. Горан, ти своевремено направи огромни пари, ако не се лажам, неколку милиони евра во играјќи во филмот Welcome to Sarajevo, така добровте во Сарајево. Од тогаш потекнуваат сите овие твои. И до ден денес живееш со тие пари. Живееш од тие пари, повели да те слушнам. Добро се да го расчистиме ова. 97 година работев на филмот Welcome to Sarajevo, добро дојдовте во Сарајево со Вуди Харелсон, Мариса Томеј. Затоа реков, тогаш парите се направија со Холивуд. Кога Горан влезе во Холивуд. Да, сум босански интелектуалец глумам во филмот, напиша режисерот Майкл Винтерботом сцена напиша за мене, две всушност едната остана. Добро, шега малку да се потсетиме. Далечната 97 година, многу одамна. Сакам само да кажам дека ова е веројатно моје последно вклучување во емисијава. Да. Ние овде зборуваме за политиката во културата и за културната политика. Значи, да не разбират погрешно луѓето што се есенцијата на културата, театарските работници, менеджментите на културните институции. Ако анализираме во какви услови работа, тоа се луѓе кои што треба да добијат, не знам, Греми, Еми, Бубамара, сите можни награди да добијат за тоа што имате феноменални проекти кои што ги се сработени, но за жал не благодарение на некаков систем, туку благодарение на ентузијазмот на луѓето во културата. И тука мора да ги пофалиме луѓето што обстануваат и прават солидни проекти во овој. Се разбира. Да, и тука сега сакам Љутков да го прашам нешто, на поќе прашање, но немаме многу време. Ме интересира зошто, тоест какво е неговото мислење. Јас имам една моја теза за елитна култура и народна култура. Таа во науката можеби не е застапена, тоа е моја теза, дека државите богатите инвестираат и во таа и во таа. Пример, вие во, не знам, сликарство, во некои видови на култура каде што не многу луѓе ги познаваат работите,
потешко да инвестирате. Меѓутоа, зошто не се инвестира во култура за масовна потрошувачка, да речеме, ако што е сепак има културна вредност, каде што голем дел од луѓето ќе може да уживаат. Тука зборувам сега пред се за, да речам, филмски серии, например, документарни филмови. Во времето на ВМРО ДПМН не се снимаа серии, но се снимаа огромен број документарни филмови кои што се уште може да ги видиме, се емитуваат на некои национални телевизии, имаат право бесплатно да ги емитуваат. Тоа се историски филмови, меѓутоа имаат своја потребна вредност постојано. Зошто во Македонија Бистра вода, проектот на Алфа, е проект кој што беше направен со сами средства на Алфа, без никаква помош од државата. Не мора да биде Алфа, власта не ја сака Алфа и да речеме не сака да помогнат. Зошто не се дадат пари на други национални телевизии, на продукции да направат култура за широка потрошувачка, па не знам, од типот на македонски народни приказни, од типот на документарни серии за македонското национално културно богатство. Ние зборуваме за тоа што бугарите и србите го однесли од Македонија, нели, за златите маски од Охридско и така натаму, а никој не направил досега документарен филм на оваа тема. Зошто државата не сака да инвестира во оваа работа која што може да им донесе и политички поени? Од тој аспект се чудам зошто СДСМ и дуи него прават. Така, да дадеме простор на Љитков. Многу често во светски рамки се користат тие фрази дека уметниците всушност се создадени да им прават проблеми на политичарите. И така треба да биде. И во ред, културата постои за да создава проекти кои што ќе го критикуваат обштеството. И политичарите би требало да се горди на една таква култура, затоа што тоа пак секогаш е добро кога некоја страна ве критикува, не лично, туку ве критикува со некаков проект кој што има уметничка вредност. Но и го покажува демокрацијат капацитет. Точно е. Овие се плашат дека вложувањето на огромни средства во културата кои што ги заслужуваме ќе можат да го создадат тлото на критика, од кој што тие се плашат. И затоа единствениот начин за да можат да не уќутат, а тоа е не им давај да креираат проекти, давај им повисоки плати. И тука ќе си направат еден фин мир и една апатија која што веројатно на многумина условна комфорт зона во која што зона која што е преодна сега, ама веќе и тука се прелива чашата. Морам да кажам за ова Горан што го спомнуваш за зошто не се прават филмови и серии. Пак ќе се вратиме на буџетите. Филмскиот фонд до 2017 година достигнувал до 7, 8, 9, ајде може би не 9, но некаде околу 8 милиони евра годишно за поддршка на филмската продукција. Во 2015-16 почнаа да се снимаат и Црвениот поет серијата и проектот Македонија кој што го забранија. Денес ние имаме поддршка во филмскиот фонд максимум 2 милиони евра. И сега кога ќе земеме во предвид колку се поскапени услугите, што можеме ние да очекуваме дека во Македонија ќе се снимаат филмови? Само лаик не знае колку чина треба во филмовите, колку е тоа скапа играчка. Така да, во основа и театарот е всушност репертоарна политика која што е создадена за широките народни маси, затоа што театарот во основа се вели народен театар. Што значи дека на секоја национална институција народен театар мора во својата програма да содржи и класика, и поддршка на домашни автори, и детска представа, и комедија, и античка драма, и битова драма. Значи целиот диапазон. Целиот диапазон треба да го опфати и тоа е суштината во создавањето на една здрава млада театарска публика која што подоцна ќе прерасне во
во сериозен гледач. Така. Но со овакви буџети ние не можеме ништо од тоа да испорачаме. Така, и последно прашање, бидејќи вие сте председател на Комисијата за култура. Не. Сега бев до пред година и пол, сега сум член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и со таа функција автоматски ми престануваат другите функции кои што сум ги имал претходно. Еве, не сум го знаел. Тоа меѓутоа повеќе од јасно е дека сте вклучени во културата и дека при соодветна идна влада веројатно ќе имате збор, условно кажано. Предвидува ли новата влада нови и подобри концепти со кои што ќе може прво и основно да обезбеди буџет, затоа што очигледно без пари ништо не бидува? Планови, идеи и средства. Вака, јас 7 години од кога сум вклучен во партијата во ВМРО ДПМН, во овие 7-8 години, будно заедно со Комисијата за култура ги следиме сите процеси кои што се случуваат во културата во Македонија и можам да кажам три позиции, сега да не ги отвараме на широко овие останативе програмски активности кои што ги планираме како идна влада, но ќе кажам три охрабрувачки проекти кои што веќе не можат да направат плагијаторство на тие, затоа што веќе е доцна и можам слободно да ги кажам. А тоа е дека 1 денар од акцизата од нафтените деривати, од бензините, 1 денар ќе се слее во култура. 1 денар за културата, 1 денар за спортот, 1 денар за образование. Со тоа покажуваме кои се трите клучни столба на едната влада кој што ќе ја направи ВМРО ДПМН. Интересни, да. Со 1 денар од акцизата, тоа значи дека во Министерството за култура ќе се слеваат некаде од 16 до 18 милиони евра на годишно ниво. Можете да замислите колку се тие кога ќе ги помножиме по 4, значи во еден мандат над 50. Но тоа нема врска со буџетот кој што е инаку предвиден, така? Нема врска. Значи тие се додатни средства кои што ќе се влеат во буџетот на Министерство за култура и кои што како влада ќе имаме можност да определиме каде во текот на годината тие 16 до 18 милиони евра ќе се користат. Дали тие ќе се користат во заштита на културното наследство, дали ќе одат во инфраструктура оваа година, дали ќе одат за поддршка на живата уметност, дали ќе одат во филмскиот фонд, што значи дека тоа се некои сигурни средства без разлика во каква позиција ќе се наоѓа тогашната влада. Не дај Боже пандемии или некои други случувања. Втората работа е што гарантираме дека процентот од генералниот буџет од владата кој што се одвојува за култура, кој што до 2017 бил 2,2-2,3%, а сега е 1,2%, значи ќе има некаде гаранција околу 2% минимум. И намалувањето во културата на ДДВ-то од 18 на 5%. Значи тоа се три работи кои што на уметниците ќе им овозможат уште од старт сега, ќе им овозможат некаква не некаква туку сигурна иднина дека културата ќе биде на пиедесталот на ВМРО ДПМН како идна влада. Ветувачки морам да признам и она што чисто за крај сакам да го кажам, едноставно решение. Можеби едноставните се најдобрите. Едноставно, меѓутоа, ако се оствари, ќе се покаже дека е учинковито велат Хрватите. Хрватите. Ако паметно, ние веќе имаме направено програмата, сме скоро при крај и со економскиот тим на ВМРО ДПМН сме скоро при крај во изработката, што значи дека влегуваме подготвени и имаме план како ќе се спроведе тоа. Со добри менаџери, со паметно раководење, мислам дека уште првата година ефектите ќе бидат многу силно видливи. Така. Да ве држиме за збор. Господин Зоран Литков, ви благодариме за вечерашното гостување. Благодарам на поканата и за можноста. Така, ќе имаме и повторно прилика, сигурен сум. Горан, ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Помина ли полнок, само да проверам, да, помина полнок, значи во 15 часот е репризнато издание, а во 22:30 повторно ќе ви се јавиме јас и Горе Мамировски со нови гости. До тогаш пријатно.